Да, ова фича што го снима е новиот Рено Аустрал. Прво Рено кај нас во канал. Иако фамилиарно кај мене, мислам дека цел живот имам по некој Рено. У моментов татко ми вози Рено, девојка ми вози Рено. Но, како и да е, Рено Аустрал, прво Рено за нашиот канал, финалист на Златно тркало, ако се сеќавате. За жал не победи, но Рено Аустрал е еден од автомобилите кој што толку време го чекав да дојде кај нас на тест, бидејќи прво изгледа феноменално. Конкретниот модел е во соработка со Формула 1 тимот на Рено Алпин, што гордо си го покажуваат и тука и внатре. Но, ајде вака, кога почнем да го покажам амблемот, Рено Аустрал е автомобил кој што толку многу има детали, кои што дали навечер, дали преку ден, во секое време ќе пронаоѓате се повеќе детали. Стварно сум фасциниран. И всушност во деталите е се. Клучниот елемент на Рено Аустрал се деталите. Гледајте го внатре. Звуков што го произведува кога се активираат системите. Алкантара, поставената алкантара тука на горниот дел на седиштава, на вратите, плавиот конец за да ја следи таа боја на Алпин, кој што иначе логото го има и тука на седиштата поставено. Феноменално. Еден клучен елемент кој што цело време го гледам, амбиенталното светло. Да, се менуваат боите во зависност од каков режим на возење ќе одберете, но многу ми се допаѓа тоа што од вратите како продолжува линијата, после тука како следи на шалтаблата, така продолжува и кај екранот во истата линија, што е многу интересен елемент. 12-инчен предвозачот екран, 12,3 огромен екран на средина поставен инфозабавен систем кој што функционира стварно многу добро. Можам да кажам и можам да признам дека Рено во моментов го има најдобриот систем, инфозабавен систем, најдобра респонзивност, најдобри бои. Едноставно системов им е лудница. Имате Google мапа, значи екранот, односно целиот систем работи заедно со Google и тоа функционира феноменално. И да го поврзете со телефон функционира повторно феноменално, но едноставно неговиот систем е одличен. Како Тесла. Ако Тесла ги има најдобрите системи, еве го Рено. Копчињата надоле се од клима уредот за шорткат, за брзо стигнување за одредена функција, дали температура, брзина на дување. Напред се покажани сите информации што му се потребни на возачот. Тоа ќе го зборам кога ќе почнеме да возиме, бидејќи има толку многу работи што сакам да ги кажам, но ајде околу детали да продолжам. Ова сигурно на почеток сите мислите кај менувачот. Истото јас го мислев, но ова е еден голем држач за раката што е супер. Тука можете го ставите телефонот, 2 USB порта доле имате. Ќе дојдеме до практичниот елемент. Деталов ми е многу добар бидејќи го лизгате како вас ви одговара. Второ, да, тука имате остава за наочари, но имате уште една опција, еве го тој елемент на ретровизорот за задните седишта, односно ако имате деца, да ги гледате децата или предмет или било што, многу кул елемент. Второ, црн хром елемент на секаде низ интериерот, особено тука на рачките, многу го обожавам. Да, има пијано пластика, не сум некој голем фан, но тука во целиот пакет изгледа феноменално. Второ, менувачот го поставиле горе, како Мерцедес, точно, но многу подобро изгледа него ли тука кога ги постават па тие мали копчиња, што не ги разбирам. Воланот изгледа како Формула 1 волан, нормално Алпин, еве ги исто така и на појасот. Повторно ќе кажам, сите тие елементи се следати. Вау, вие не знаете едноставно. Еве, и овој јагол тука на вратава кој што кој ќе се затвори изгледа целокупно како да сте вгнездени, едноставно како да сте едно. Буквално едно со колава. На задниот дел
Вау, добро, ајде тука немам толку многу детали кои што може да се истакнат, но можам да кажам дека е прилично удобно и комфорно седењето. Стварно, ако во одредени автомобили предните седишта се преудобни, а задните така, тука стварно уживате на задниот дел. 2 USB порта, 2 USB Type-C, широк тунел, релативно широк, но не е така висок и може да се стават нозете од згора за тројца патници да возат, да се возат феноменално. И сега кога веќе толку фатив на практичност, задниот дел, односно багажникот, нуди 500 литри багажен капацитет, што е окей, но пак ќе кажам, колава, да, може би има толку многу работи кои што може да се зборуваат, кои што се предност или мана, но едноставно деталите и технологиите во Renault Austral се врвот. 500 литри под оваа даска, има големо резервно тркало, што е супер. Нема регулација на даската за погоре или подоле. Моето милење, добро, супер. Има куки и за качалки, што е супер. Може да ги испуштите седиштата тука, 12 волтен приклучок за струја. Тоа е за багажникот. И сега може да почнеме да го возиме, освен да ги вратам ја повторно ранција. Фичо, одиме на возење. Дефинитивно околу Renault Austral се околу деталите, ама буквално се. Дури кога ќе почнете да возите, ќе видите колку многу работи има што се врзани со тие детали, без разлика, не се само дизајнерски, туку и околу системите. Се е направено безпрекорно, се функционира многу добро, се е квалитетно. Да, во конкуренција се надпреварува, бар така кажуваат, со Hyundai Tucson и Kia Sportage, многу силна конкуренција, многу силна, врвна, но едноставно Renault Austral мислам дека може и еден степен повисоко да оди. Искрено јас би го вметнал во конкуренција со Range Rover Evoque. Да, за цена фалат многу работи, дури и со Kia Sportage и Hyundai Tucson му фалат уште многу други работи за да биде за цената конкретно да кажете окей, има се и си ги заслужува сите пари, но начинот на кој што е сработен, начинот на кој што технологиите работат, сум фасциниран. Нема подобро, стварно, нема подобро. Значи, ако Range Rover Evoque е нешто повисока класа од Renault Austral, тогаш Renault Austral, технологиите на Renault Austral работат многу подобро. Конкретно, 12,3 екран го видовте, функционира навигацијата безпрекорно. Можноста да го поврзате со вашиот телефон, да, може и функционира добро, али навигацијата што ја нуди, соработката со Google што има е стварно феноменално. Она што спомнав, технологиите, безбедносните системи, конкретно соработката со Формула 1, нивниот Формула 1 тим Alpine што гордо го носи тука позади мене на седиштата, надвор со амблемите, дури во самото име на моделот, има многу повеќе од само име, од само гордо носење. Системот за задржување, односно за одржување на растојание со другите возила е многу интересен, тоа што ви го прикажува возилото пред вас, да, ви покажува на колку дистанца сте, да, но ви покажува во секунди колку сте оддалечени од другото возило и ви пресметува во зависност од брзината со која што се движиме, ние и возилото пред нас, во тоа и ја пресметува и оддалеченоста во секунди, во точни секунди, што тоа е исто како во Формула 1 кога гледаме. Сано тие елементи се многу интересни, дури кога пуштате жмигавци, кога кочите, сето тоа се прикажува на автомобилот што нели треба да сме ние во оваа мапа. Инаку изгледот на овој екран се менува во 3 различни форми, може да гледате комплетно навигацијата, може да го гледаме сега и ова со некои информации за брзина, со километража, значи некои информации кои што му се битни на возачот, или може да гледате уште една различна форма која што искрено не можам да опишам точно именно длабнатина во овие точки. Мислам дека уште 2 дена да зборувам за колку детали има, како воланот е направен, како да изгледа во Формула 1 така четвртаст, колку се е на дофат, колку се е толку добро, едноставно да, можам до задутре да зборувам, но
И тогаш мислам дека нема да ги откривам сите детали што ги нуди Рено Аустрал. Едноставно сум фасциниран и стварно ми е кејф бидејќи нуди нешто сосема поразлично, изгледа многу поразлично и системите му се врвни, стварно функционираат безпрекорно. Задржувањето во лента, да, ве задржува во лента, не е пренападно, едноставно многу искулиран автомобил и второ, има многу карактер. Колава има многу карактер. Може некој нема биде фасциниран од толку големите екрани, од начинот на како титкаат жмигавците или како стартува системот, но едноставно колава има карактер и јас тоа го ценам, бидејќи секој карактер кој што гордо си се кажува и не се крие од тоа што е, едноставно кај мене добива плюс поени бидејќи е искрен. И Рено Аустрал е стварно многу искрен и сите тие детали и тие карактеристики му се стварно искрени, но не е се толку совршено. Пример, задната паркинг камера може ли да направат со малку подобар квалитет? Да, добра е, да, прикажува се што ви е потребно, на толкав екран се добива многу мала површина за камерата, тоа не можам да си го објаснам зошто, едноставно не е овозможиле поголема прегледна површина на екранот што се нуди, но окей, друга работа што не можам да разберам зошто нема, греачи на седишта, греачи на волан и панорама. За 47.000 евра колку што чини овој Рено Аустрал во ова Техно Спирит ниво на опремено, Алпин ниво на опременост, да, има кожи, да има алкантари, има се, изгледа феноменално, но тие елементи фалат, конкуренцијата ги нуди и треба, мислам дека тука да ги има, особено за 47.000 евра, што е доста поскапо од цела негова конкуренција, можеби требало да ги стават, не можеби требало да ги стават, инаку паркинг сензор има околу целото возило и работат одлично, така да има само паркинг камера позади, нема и напред, но сензорите мислам дека го надополнуваат целиот тој елемент. Во поглед на перформанси, 160 конски сили, 1,3-4 цилиндричен турбо-бензински мотор, сосема окей перформанси, мислам не е страшно брз, не е тромав воопшто, доста респонзивен, но кај перформанси е нешто што не го очекував, многу пријатно ми изненади е менувачот. Менувачот е CVT и за прв пат можам да кажам менувач CVT е одличен. Менувачот CVT е одличен. И да, тука му давам 10 од 10 поени оценки како и да ги вреднуваме. Не сум фан на CVT менувачи, но ова тука Рено што го направиле е врвно. И пак ќе кажам, безпрекорно. Нема бучава, нема кревање на обртаите и едноставно непријатно чувство, многу добро сработено, 8 електронски фейк брзини се, да, но работи многу добро, едноставно не чувствувате галама, нема урлање на моторот, работи многу добро, многу меко, многу нежно и едноставно автомобилот е тивок. Потрошувачката му е околу 9 литри, искрено се трудев што е можно пониско да додам таа бројка, но едноставно не можам. Реално во градски средини е 9 литри. Во поглед на клатење нема, во поглед на удобност има 21 инч тркала и многу тенки гуми. Да е со повисок профил на гуми и понизок профил на бандажи, тоа ќе биде идеално. Стварно, најкејф ми е за Рено Аустрал на толку коли, бар во последниот период, најкејф ми е за Рено Аустрал, бидејќи се чувствам убаво, се чувствам вгнездено, едноставно положбата ми е многу интересна. Седам убаво као во кокпит, аз сум повисоко од сите и не се чувствам непријатно као да седам во камион, туку баш убаво вгнездено. Мислам дека тоа е правилниот збор за положбата на Рено Аустрал. Многу убава, многу комотна, многу меки седишта, едноставно уживанци. И да, можам да зборувам уште долго време за Рено Аустрал. Најкејф ми ова возило во последно време, пак ќе кажам.
Така да следете, не направете subscribe, посетете го салонот на Рено, извозете го Аустрал и ќе видите колку Аустрал е посебен, колку е уникатен, дефинитивно. Си вреди за сите пари. Многу пари се, ама вреди за сите пари. Направете subscribe и се гледаме наскоро со ново видео. Чао!